9 поголеми едукативно-информативни проекти реализираше одсекот за превенција на секторот за внатрешни работи Тетово изминатава година, некои од нив во соработка со ОПСЕ. Тоа значи дека покривме широк диапазон од нашето општествено милие, што е предуслов плюс за исполнување на таргетните бенефити. Во овој период таксативно ќе ги набројам, односно издвојам следниве проекти. Стоп на злоупотребата на визната либерализација, безбедност во училиштата и меѓуетничка толеранција, превенција од семејно насилство, идентификација и последици од употреба на опојни дроги, трговија со луѓе, односно деца, превенција од провални кражби, учество на земјоделската механизација во сообраќајот, запознавање со основните на безбедноста во сообраќајот, етиката и културата. И проектот кој беше неодамна промовиран, навија спортски без навреди и насилство. Во реализацијата на овие проекти, покрај одсекот за превенција на СВР Тетово и ОПСЕ, сакам посебно да истакнам дека беа активно вклучени и образовните установи на подрачјето, граѓанските советодавни групи и други структури на кои користам можност да им искажам голема благодарност за нивната несебичност и кооперативност, но и за демонстрираната конструктивност и прагматичност. Без нивна поддршка, лично сметам дека не ќе можеше да се постигне сето планираното. Зошто велат цело е кога има се. Ефектите од овие проекти, почитувани, се повеќе се видливи, а од некои допрва треба да се очекуваат во посекуваниот формат и димензии, бидејќи имат така наречено одложено дејство. Како и да е, меѓутоа тие предизвикаат забележителна раздвиженост во тие сфери и ако не повеќе барем ги анимира инволвираните во практичните активности и ги потикна да се однесуваат поинаку од претходното, односно одговорно кон одредени појави и прашања. Некои од проектите, зависно од севкупните ресурси на СВР Тетово, најверојатно ќе продолжат и наредната година, откако ќе изготвиме целосна еволуација и ќе ги детектираме добрите и евентуално слабите страни на поедини проекти, односно сегменти. Но затоа, потоа. Она што со сигурност можем да кажем и дека остануваме на реформската ориентација на Министерството за внатрешни работи, а во тие рамки и на секторот за внатрешни работи да ги имплементираме сите нови сознанија, техники и пристапи, карактеристични за развиената европска полициска практика. Инаку, како резултат покрај другото и на сето превземено годинава на превентивен план, посебно сакам да истакнам дека во изминатото 9-месечини вкупниот криминалитет на подрачјето на СВР Тетово е намален за 6%, а бројот на кривични дела пак бележи намалување за 107. Ваквиот несомнено позитивен тренд продолжува и во четвртото тримесечие и најверојатно годината ќе завршиме со забележително намалување на криминалитетот споредбено со лани. Или да бидем и поилустривен, во изминатите 9 месеци од оваа година извршени се вкупно 1664 кривични дела, кои се санкционирани со 501 кривична пријава против 607 сторители. Во кривичните дела најзастапен е така наречениот класичен криминал со 1501 дело, потоа следува економскиот криминал со 91 дело, недозволена трговија со дрога и оружје 62 дела, организиран криминал 5 дела, а регистрирани се и 3 дела против државата и 2 дела по законот за игри на среќа. Од најтешките дела по животот и телото во периодот кој станува збор, регистрирани се 2 убиства, 4 обиди за убиства, 30 телесни и 16 тешки телесни повреди, 4 учество во тепачки со посериозни последици, 2 силувања и 1 посредување во вршење на проституција. По повод денот на превенцијата 9 декември, од тетовската полиција посочуваат дека годинава биле особено посветени на превенирањето на безбедносните ризици, а резултатите веќе биле видливи. Проекти и активности посветени на превенцијата најавуваат и за следната година.